Трейлерот представува одлична најава за нашата и ваша утринска гостинка. Елеонора Венинова, режисер и сценарист на филмот Преекспонирано. Елеонора, добро утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во неделната програма на Алфа телевизија. Постои едно непишано правило, да кажам, за вас уметниците, дека можеби сакате малку повеќе да си поспиете. Каков е случајот со вас? Дали ви беше тешко да станете или сте ранобудна? Не се вклопувам во идејата за уметниците кои што спијат до доцна, затоа што сум во принцип ранобудник и не ми е проблем да го сакам утрото, многу повеќе отколку ноќта, например, и си станувам рано сабајле, бидејќи исто така вежбам од сабајле, освен во недела. Во недела ми е ден за одмор, така што може да се случи да поспиам и тоа пак доста рано станам. Јас ви благодарам што одвоивте време, што сте ни гостинка оваа неделно утро. Поводот за вашето гостување е филмот Преекспонирано. Го видовме трейлерот на филмот. Исто така ќе има своја сега, да кажам, промоција во Италија на Кинест Фест, кој што ќе биде во мај месец. 7 и 8 мај ќе биде представувањето пред европската публика, пред публиката од Источна и Централна Европа. Ке имате вие на овој фестивал и ваша работилница. Ајде малку да позборуваме околу самиот фестивал, што ќе се случува во мај. Да, тоа е еден релативно нов фестивал кој што покрива источна европска кинематографија, односно филмови од овој регион. И тие не поканија, на наша огромна радост, би рекла, и на моја лична радост, морам да кажам, затоа што фестивалот е во Катанија, во Италија, потожна Сицилија. Јас секогаш сакам да одам на нови места на кои што не сум била, а Сицилија е едно такво место за кое што имам слушала навистина многу пофални зборови од луѓето кои што ја посетиле. И на фестивалот одам да го представам нашиот филм, но исто така како што најавивте ќе одржам и една работилница за љубителите на филмот таму. Така што мислам дека баш ќе имаме едно убаво представување не само мојот филм, туку и ние како држава, би рекла, на Сицилија, и ќе видиме како ќе поминеме, ќе зборуваме за впечатоците, можеби. Ќе зборуваме, да, потоа од кога ќе се вратите. Сега, Преекспонирано не му е прв пат да се представува пред публиката. Имаше своја светска премиера пред некои 3-4 месеци, во ноември, од 13 до 22 чинам ноември во Каиро, на А-фестивалот. Ајде да позборуваме малку на овој фестивал. За што се случуваше во овој фестивал? Значи, беше малку филмот цензуриран, има можност да го видат само оние луѓе кои што беа акредитирани, меѓутоа критиките беа одлични од оние луѓе кои што го погледнаа филмот. Сега поминаа 3-4 месеци, имате ли некое образложение зошто не се емитуваше филмот, зошто го цензурираа? Ајде малку околу тоа искуство. Да, ново некое образложение или појаснување не добивме после премиерата, практично откако го дознавме сето тоа. Како што имам кажано и претходно, ние навистина убаво поминавме на фестивалот во Каиро. Филмот имаше 2 проекции, двете беа одлично посетени, со одлични реакции од страна на публиката, со огромен број на прашања, добри критики, како што кажавте и вие. Таа мала цензура, како што ја нарековте, е баш тоа, некоја мала форма на цензура, која што предпоставувам дека селекторите оцениле дека заради тематиката не само на мојот филм, туку и на уште 4 други филма од различни делови од светот, значи и европски, имаше азиски филм, тие едноставно одлучиле да не ги отворат тие филмови за пошироката публика, бидејќи во Египет има комитет за цензура кој што го прегледува практично секој филм кој што се емитува во Египет, особено ако треба потоа да игра во кино. И тие буквално одобруваат или не одобруваат негово прикажување. Мислам со оглед на тоа што станува збор за еден навистина елитен фестивал од таа категорија,
тие, да речам, го одобриле неговото прикажување, меѓутоа само за Акредитирани. Значи да, за акредитирани определена група луѓе и за затворен круг на луѓе, што се зависи од кој аспект го гледате, може да биде тоа една нели мала победа, сепак филмот се прикажуваше и имаа прилика да го видат одреден број на луѓе, или може да го гледате и како еден како да кажам неубав настан, каде што сепак не успеа да го гледаат сите кои што може би сакаат да го гледаат, меѓутоа ето, тоа е што е и продолжуваме понатаму. Понатаму бевте на Азискиот фестивал во Индија од 2 до 9 февруари. Тамо не беше цензуриран филмот, може сите да го погледнат така, беше за цела публика. Како поминавте тамо? Какви се од тамо критиките? Да, па мислам дека имавме, за жал немавме представник таму на филмот, меѓутоа фидбекот кој што го добивме беше доста позитивен, дека имало интерес за нашиот филм, што многу ме радува мене лично, бидејќи кога вашиот филм се гледа и е интересен за публика и во Африка и во Азија, а се надевам и за европската публика, тоа покажува дека има нешто универзално, нешто со кое што луѓето можеби се поврзуваат во самиот филм, и навистина ме радува што имаме прикажувања и имаме публика во толку различни делови од светот. Да. Кога ќе биде македонската премиера? Кога гледачите ќе може да го погледнат преекспонирано? Помина веќе 4-5 месеци така од светската премиера. Да, помина доста време, меѓутоа од прилика еве да најавиме какви се плановите. Точни датуми немаме, меѓутоа верувам дека ќе биде во наредните месец-два, секако пред летото дефинитивно ќе имаме македонска премиера и после тоа и кино прикажување, така што верувам дека можеби не знам, ете за некои 2 месеци и македонската публика ќе може да отиде во кино и да го гледа. Да го погледне. Ајде сега зборувавме за фестивалите, меѓутоа да кажеме сега малку нешто за филмот. Преекспонирано. Интересен наслов. Што значи преекспонирано? Што толку се преекспонира во филмот? Ако можам така да кажам, или вака кога зборуваме со писатели кои што пишуваат книги, со сценаристи, велат многу ни е полесно да ја најдеме темата, да ја напишеме темата, значи идејата да ја пресликаме во хартија, отколку да го направиме, да го создадеме насловот на филмот или книгата. Кај вас како е случајот? Па, добро, мислам дека се согласувам со таа констатација, дека навистина е тешко да се извади еден наслов, 1, 2, 3 збора од нешто што е, без разлика дали е литературно дело или е филм од 90-100 минути. Меѓутоа, кај мене насловот е доста врзан со професијата на еден од ликовите, имено еден од ликовите Ана, е фотографка која што се занимава со аналогна фотографија. Верувам дека голем дел од младата публика можеби не го знае тој процес на како се развива аналогна фотографија. И во тој процес на развивање има еден дел од процесот, хемиски процес, е процес на експонирање на фотографијата. И тој всушност феномен, да кажам, тој дел од развивањето на аналогни фотографии, на експонирање на фотографијата, во овој случај двојно експонирање, значи преекспонирање на дадената фотографија, се добива резултат кој што е поинаков од она што сте имале намера да го постигнете првиот пат кога сте експонирале за прв пат. Така што е доста, тоа е еден стручен термин, кој што пред се, меѓутоа кај луѓето нели преекспонирање, експонирање на одредени работи има и друга конотација. И така што мене ми се допаѓаше таа двојно значење на некој начин на тој збор, и затоа се одлучив да биде баш тоа насловот на филмот. Преекспонирано. Темата, која е темата, актерската екипа, кога е снимен, колку време го снимавте, колку време се монтираше, целиот тој процес, дали може малку да го објасниме. Темата ќе ни биде интересна, бидејќи затоа и беше цензуриран нели во Каиро на фестивалот. Ајде да видиме дали е тоа така, дали имало воопшто потреба. Па, добро, тоа најубаво ќе видат гледачите кои ќе го погледнат во кино дали имало или немало потреба. Темата е приказна за брачна двојка која што си е на одмор во Охрид, и доаѓањето на една тинејџерка им го нарушува тој некој воспоставен идиличен мир или семеен живот, да кажеме.
Филмот го снимавме во екот на пандемијата, значи само неколку месеци, 3 месеци, 4 после почетокот на пандемијата, значи тоа е некаде јули, 2020. август 2020, Така. да, токму така. И тоа беше доста стресен период затоа што нели ништо не се знаеше што се случува во светот, а ние снимавме филм во тој хаос. Самото снимање траеше некои, ми се чини 30 дена. Каде го снимавте? Го снимавме во Охрид, можеби некои 26 дена и 3-4 дена во Скопје на неколку локации. Со тоа што процесот на монтажа потоа траеше доста подолго, би рекла, затоа што имам 3 ликови и сакав навистина да ги избалансирам убаво и тие нивни меѓусебни односи да ги да ги доведам да го извадам максимумот од тие нивни односи меѓу ликовите. Улогите ги толкуваат Камка Тоциновски, Благој Веселинов, Сара Климовска и Маријан Наумов. Навистина тоа беше една мала актерска екипа, меѓутоа навистина имаше... За тоа време? За тоа време беше одлично, да, морам да кажам дека тоа беше можеби една предност во филмот. Да, бидејќи секако тие си беа тестирани сите, се движаа без маски, ние се движевме со маски, нормално остатокот од екипата, меѓутоа и бидејќи самиот филм е така интимен и фактот што имав така мала екипа, мислам дека дефинитивно придонесе за атмосферата која што ја имаме во филмот и која што нели гледачите ќе видат дека е доста интимна, камерна, би рекла некако придушена, иако е лето, не секогаш имате чувство дека е лето и во таа куќа и во тие односи помеѓу ликовите. Така, ликовите. Споменавме екипата, споменавме колку и каде е работен филмот. Што е она што работите сега во моментот? Дали после преекспонирано? Предпоставам дека нешто се подготвува секогаш, така. Да, во меѓувреме, крајот на минатата година снимив нов краток филм, Прошетка, со кој што комплетирам една триологија кој што ја сочинуваат и други два кратки филма, Борба за смрт и Знак, кој што ги снимив претходно. Тој филм главните улоги ги играат Билјана Драгичевиќ Пројковска, нашата извонредна актерка, и младата дебитантка Надија Кирковска, која што овој беше прво искуство на филм, има 9 годинки. Беше тоа навистина интересно искуство и очекувам и тој филм некаде до крајот на годината да има премиера. Сега сме во завршни фази на подготовка. Во меѓувреме пишувам нов сценарио за долгометражен филм, така што има работа. Ностоп нешто мора да се случува. Се случува. Да го искористиме вашето присуство, еве едно ваше видување, едно ваше мислење. Каква е состојбата со македонската кинематографија? Дали мислите дека се снимаат доволно филмови? Значи, и каква е поддршката од државата или не поддршката од државата, бидејќи сепак мора да се согласиме дека македонскиот филм е амбасадор на македонската култура, значи ја представува нашата традиција, нашиот јазик. Кој е вашето видување? Што треба да се направи за да еве таа филмска продукција биде повеќе поддржана, да кажам, од држава? Па да, секогаш, знаете, постои таа дебата дали се вложува или не се вложува доволно во филмот, и ако не прашате нас, уметниците, филмаджиите, ние ќе ви кажеме дека не се вложува доволно, дека со оглед на резултатите кои што ги имаме постигнато, особено во изминатите, не знам, можеби 5-6 години, од номинации за Оскар до филмови на Кан, на Венеција, во Торонто, ние наистина заслужуваме и поголеми буџети и подобри услови за работа. Да. Од страната на државата, на оние кои што ги распределуваат парите, ќе ви кажат дека е време на криза, дека нели на се треба да се штеди, вклучително и на филмот. Меѓутоа тука не можам да се согласам, затоа што, како што рековте и вие, филмот како културен производ е амбасадор на нашата земја. Так. Значи, нашиот филм кога се прикажува и луѓето слушаат македонски јазик, кој што нели е толку оспоруван во овој период, и едноставно ја промовираме нашата култура и одимете на места како што сега ние ќе одиме во Сицилија, на кои што луѓето можеби не би гледале никогаш македонски филм да не го гледаат нашиот филм на тој фестивал. Да.
И мислам дека заради тоа треба многу повеќе, би рекла, да се инвестира во филмот, и не само во филмот, туку во културата како целина, затоа што токму уметноста, токму културата не промовира во странство, истовремено ни нуди нешто, ни покажува некои нови аспекти на нашето битисување, на нашето сегашно постоење. Така што што е она што ги интересира најмногу странците? Што е она што сакаат најмногу да видат од нашата земја? Еве, да кажеме во филмовите. Кој дел најмногу ги интересира? Храната, традицијата, минатото, нашите села, убавини? Па, мислам дека... Бидејќи еве го представувате филмот преекспониран или на странски фестивали, каде е интересот најмногу на публиката? Што ги интересира од земјава наша? Би рекла дека најмногу ги интересира не само нашата земја, од секоја помала култура, ги интересира некаква автентичност. Во филмот да препознаат некаков автентичен живот на луѓето од таа земја. Така што би рекла дека нема едно нешто конкретно можеби што ги интересира, но дефинитивно да, ги интересираат приказни кои што се можеби поразлични од оние кои што тие ги искусувале. Предели, социјален живот кој што е можеби поразличен од тие или кој што тие очекуваат дека постои кај нас овдека. Така што тука некогаш постои една дискрепанца помеѓу тоа што тие очекуваат да го видат и помеѓу она што ние сакаме да го прикажеме, и тоа може да биде и своевиден проблем, тие да имаат одредена перцепција за нашата земја или за нашиот регион и да очекуваат тоа да го гледаат, а ние сакаме да направиме некоја приказна која што можеби не се вклопува во очекувањата кои што тие ги имаат за нашата земја. И така што тоа се интересни дебати кои што ги имаме и ние уметниците меѓу себе, особено од вакви помали земји, помали региони, со селекторите на тие големи фестивали кои што ги бираат нашите филмови. Каква е соработката, еве сега додека говоревте, со режисерите, со филмските работници од другите региони, еве од соседството? И каде сме ние, каде е Македонија, каде е македонската кинематографија во споредба со српската, со хрватската, со црногорската? Еве, каде ние стоиме на таа, да кажеме, на балканска мапа? Па јас би рекла дека доста добро котираме во однос на таа регионална или балканска продукција. Во смисла зборувам за филмовите, затоа што повторно ќе кажам, ако погледнете изминатите години, сме имале филм, дали краток, дали долгометражен, речиси на секој поголем светски фестивал. Така што мислам дека тука котираме доста добро. Соработката е навистина добра, можам да кажам. И јас лично имав, например, директор на фотографија од Словенија на долгометражниот филм. Имаме српски копродуцент, сега соработувам на еден краток филм со српска режисерка, која што ми беше и консултант на сценариото на преекспонирано. Така што тие врски помеѓу нашите земји, култури, а и помеѓу нас самите како уметници дефинитивно постојат, и мислам дека и како регион, барем доскоро, котиравме доста добро. Сега, изради некои политички случувања, се врти интересот повеќе кон Источна Европа, особено кон Украина, затоа што на неколку години има региони кои што им се интересни на селекторите, и мислам дека сега полека можеби се врти фокусот повеќе кон тој дел од Источна Европа. Во неврзан разговор пред да влеземе во студиото, ми споменавте дека режија завршивте во Америка, така, во Лос Анџелес. Какво искуство носите од таму? Па, во Лос Анџелес примарно што студирав ми беше сценарио, режија ми беше секундарно. Тоа е еден свет доста поинаков од нашиот. Би рекла дека е многу покомерцијално размислувањето, многу е позанатски пристапот кон работата, дури на уметноста се гледа како на нешто, не би сакала да кажам второстепено, меѓутоа примарно е секогаш занатски да се одработи дали сценариото, дали филмот. Меѓутоа тоа е одлично искуство ако го искомбинирате со како да кажам спонтаноста и помалку и хаотичноста на функционирањето на
уметникот и уметноста во овој дел од светот, така што како комбинација на тие два света би рекла дека беше тоа добро и неопходно искуство за мен. Во контекст на Америка, имаше една информација дека Џон Малковиќ ќе прави некои студија тука од Холивуд, така? Холивудска продукција се планира да се донесе овде во Македонија. Какво е вашето мислење и размислување околу тоа? Позитивно или сигурно дека да, така? Вака на прва би рекла да, дека е позитивно. Меѓутоа, да, не знам искрено што се случи со таа иницијатива, беше некако бомбастично најавена и потоа замре и сега нема веќе информации што се случува. Тоа како идеја е дефинитивно добро и корисно и би било фантастично за нас како земја, како филмски работници и за регионот, меѓутоа треба да се има предвид дека тоа е доста скапа и голема инвестиција, која што јас сум апсолутно би поддржала нешто такво да се направи, меѓутоа мислам дека за тоа треба едноставно многу планирање и многу време. И некако стравувам дека барем мојата генерација нема да доживее да ги види тие студии ако воопшто некогаш бидат направени. Елеонора, ви благодарам за разговорот. Посакувам уште многу филмови во вашата понатамошна кариера. Убаво да поминете во Италија, уште еднаш кога го најавиме фестивалот, ќе се одржува во мај во Катанија. Да. Посакувам многу успех, бидејќи денес е недела. После студиово, после разговоров, како ќе си го поминете денот? Па обично во недела одмарам, читам, гледам филмови, чистам по дома, така што ќе го поминам во такви домашни некои активности. Бидејќи е недела, опуштено, дозволено ни е се, нели? Дозволено ни е малку повеќе да се поспиеме, да се релаксираме, да се опуштиме, да се дружиме со нашите најблиски. Благодарност што одвоивте време и до следно видување, до видување. Ако има прилики, верувам.